Ова е она толку препознатлива и возвишена филмска снимка направена во моментот кога сиот југословенски народ го демонстрираше своето антифашистичко расположение. Ова се оние историски снимки што е потресуа сета југословенска и европска јавност, та дури и тогашниот моќник и узурпатор Адолф Хитлер, кој не можеше да се прибере од бес кога разбра за вистинските приказни што му ги беа раскажале неговите доушници. Улиците на Белград беа во тоа мартовско утро преполни со револтиран народ, кој почувствува дека е обесчестен и дека се извалкани неговите револуционерно-борбени и херојски традиции. Имаше тука во овој народ што извикуваше патриотски пароли против фашизмот и предавството на југословенската влада, луѓе од сите краишта на нашата земја, што се затекнаа во Белград. Меѓу оваа многоилјадна толпа се најди Јаков Дузлевски, ѕидарски работник од селото Октис и Струшко. Може би сакаше токму во тој патриотски момент историјата да го забележи Јаков Дузлевски и да го внесе во незаборавот на тој историски настан, извикувајќи пароли против фашизмот, исправен со знамето на моторот број 270. Ја, као воѓа напред, разбираш ти, купив платно, напред застави, од 3 обојки и дадовме да комшиница, Нада, се викаше, Мисоши, прва вечер не отјовме, ја не отјов, тие моје другари отидве, а сабајлето отјовме рано, 27 март, и код Рипо влада горе, булевар Револуција, излеговме, разуме, напред и излезе со овој со мотоциклистава пред нас. Имаше качено еден човек на нега и још еден. Тој го слягве, пошто има застава, мене ме каче. Ја го питва него, дали може ја се кача? Качи се, че пошто има заставата ти. Миливоја, името му беше. Да. И јас се качив и така одри по влад, одевме све преко булевар Револуција, со демонстрации, народ, колку сакаш. Кога дојдовме пред технички факултет, еден капетан, разуме, се качи на бандерата и држа говор. Ние седавме за тие време, тук заврши говорот и кога заврши говорот, продушиме дале према Теразија. Сакајќи да го осведочиме овој настан со вистински актери, со луѓето од фотографијата, а слушајќи само дека Јаков е жив од таа прославена четворка, го побаравме во Белград на улица Маленска број 3 на третиот кат во станот број 13. Својата приказна за тоа мартовско утро и макотрпниот печалбарски живот ја започна онака спонтано, мекамлиски. Беше тоа карактеристичен и препознатлив почеток, што би се рекло за еден македонски печалбарски роман. Сиромаштија, борба за гол живот, печалба. Татко мој 21 година дојде од Галац. Таму беше и брат ми мој, Божин Василевски. Дојде и него го женавме, свадба направихме зимата и татко беше со друга жена. Прва мајка ми е умрена ранije. Јас сум бил мала. И ме однесве во
Тога поминав први пат во Белград. Ке сега Зелени венец, пијацон, игравме фудбал тука. Седав тука месец дана, немавме пат да помине за Вогалац, немаше бродој. Кога дојде бродојте и префрливме во Галац, таму имаше татко стан, зено, од ранije станува внатре и станот беше затворен, го отвори и влеговме внатре и ја реков ќе ме дајат на школа негде да уча. Имаше таму една бугарска школа. Во таа бугарска школа одев едно неколку месеци, пак ќе фатија властите во некоја шпионажа бугарите и истере. И ми затвори школата. Чим ми затвори школата, ја реков сега ќе правиме така, да во некоја друга школа. Ме носи таа маштјами во некој, тама бев у години, поголем бев 12-13 години, та не беше место за мене да ода први разред. И ме даде еден грк во една кафана се служил. Служив ке во Грков годину дана, тешко ми беше многу. Беше една во ходник еден кревети на 4 спрата, на 4 спрат бев ја горе на 4 кревет, спиев. Тешко ми беше и да се кача горе, спијали уморе по цел ден, кафана работавме тога, не беше одредено време 8 сати, него одредено време додека ти се пијаници внатре, мора да и држиш, да и чекаш. И се жалав нему, реков татко, ја овде не може више да работам. И ме префали ке едни наши кафеджи, кои се од Вевчани родени, Крстан Ѓурчевски и Гаври Ѓурчевски, тие бе браќа роđени, ме однесе ке ними. Убај бе луѓето, работав ке ними 3 години, скоро 4, ама за цело време што работав, ја работа и татко пи, не ми останав без кондури, без панталони, без ништо. Моля татко, докаде вака ќе правим, ја порасти напред 17 години, сега немам ништо, што ти вземаш. Ја реков да си ода, да ми дајш, реков ти мене пашаш од што го дојдовме и ја да си ода. Ќе да дома, реков, ќе братави Божина. Добро, каже, ќе ти го даде. И ми го даде пашашот. Пашашот, пари не ми даде. Овде ми даде, газдите ми даде 2000 франга. И со тие пари немав ништо, а газдата ми купи едно дело. Треба да пирем пари, ти не ми даде само тие пари, 2000 франка ми даде, и дело ми купје. Дојдов до Букурешт, на пашашот беше 3 слики, 2 и немаше, едната беше. Овој ми вели, конзулов наш, ди се вели тобие, ти сам си овде. Ја реков, ја сам ода дома, реков, ја бегам, реков, неќу да седам више да работам овде, а тие слики се тука татко и истелвале. Ова маштја ми ја има толстено, а него тој е иста, само моја васлика, пошто јас само си одва, тие не си одват. А, па не може, рече така, чекај, ајде ти, дајте му, рече, гранични билет, да префали за Југославија. Те го најмен ми, рече него. Ја пари имам до Турна Сеферен дојдов. И нема пари, више, беше скапо, тога 2000 франки што бе, не бе ништо, ти купиш нешто. Адама имаше еден брачет од татка, внук од баба, кој во Турна Сеферен држе кафана, еден. И тој ми даде 1000 франка, те префрли вамо, дојдов до дома. Дојдов дома, зима беше, дојде и брат ми од Печерва, зимата ја поминавме. Добро, ме сврши мене. Тие кој направиле му обед, ме свршиле мене, ја не бев тука, ја бев село, во Вишни. Во Вишни бев такамо од ке ја мајка зема, разбираш, Бојдов. И кога се вратив назад, најдов чораби обесени на ношвите. За мене. Од местата ми даде, од свршеницата ми даде. Еде те свршиш, ме рече, ево ти чораби. Јас се кејм, добро, реков. И така остана ја свршен. И пролетта рано отјовме на Печерва. Прво ми се Печерва во Југославија, овде отјов во Скопје, правевме болницана во Скопје, мачкавме. Имаше код 20 души октишани и на 20 вевчанци.
работе таму. Таму сум носил малтар едно време, после ме кладе и мене да мачкам, разбираш, пошто бе бистра, можев да прашто праја и тие, разбираш, беше проста работата. Работавме тука 7 недели. И после отјавме од тука во Ужица. Таму имам работано 2 месеци. Со брата ми и стрика ми. Од Ужица дојдовме во Белград. Во Белград работавме пак едно 2 месеци, 3. И тој што имаше работел во Зено во Скопје, тој зеде пак во Скопје работа, го дадовме офицерски дом го зеде. И таму не однесе во офицерски дом. Таму работавме цела пролет 1926 година. И пат зими, разбираш, и ќе отидовме дома, ја ставивме работето и дојдовме пролетта да ја завршаваме. Пролетта работавме до скоро близу јесен и завршивме работата надвор на офицерски дом, ја работав како мајстор. И дојдовме сите дома. Пролетта 1927 година работавме цело до есен, тоа реков. И почнавме да работиме на џипсатските работи. Џипсатските работи, тие мајстори што работат на фасада не знаеле да работат. И помалу пари ни дадве нам наш. А нама не се сложи другариве што работат на фасадава за толку малу пари, а маđарите и плащаве 180 динари дневница, а на нашите им даве помалу пари. И тие се налютие, сиве мајстори, и си отиде во Белград, само ја останов, Трајан Ашталковски, Дуфе Дузлев и Никола Филовски. Останавме тука, неќевме да бегаме. И беше водата многу уба, и ако помалу пари земавме од маđарите, тие бе перфектни мајстори, ние бевме. Тога учевме за таа работа. Останавме до се заврши работава, да знаеш, и тога, кога се заврши работава, си дојдовме секој дома пак. Во 28 година дојдов пак во Белград на печалба со брата ми. Брат ми се налути на мене, парите не ми примаше. Што и да работев ја. Ја работев, поќе да работев од него, пошто као гипсар таму, поќе се плащаше, него као фасадер. Не ми даваше, разбираш ти, не ми сакаше парите и така и берев ја сам парите. Како скарани бевме, не бевме скарани, заш нема се се скараме, него тој беше циција, брат ми многу, тој кој ќе седевме да јајме, тој ќе идеше еден пасур без сланина и ја ќе идев еден гулаш, ја така работа потешка работа, на гипсатските работи се многу тешки. И таму ако не еш, немој да туркаш на калапун, да гледаваш, дипко ќе стегне, тој сака свага да имаш да работаш, не да чекаш ти, кој те наобичен мал да чекаш, кој те напреш, колку ќе напреш. На овој гипсов е опасна. Зато и поќе пари земав. За теја тој и брат ми е љубоморен на мене, како ја поќе земам, ја да поќе од него. Сега што да. Во теја време леп ќе зеа 2 динари, беше килото леп округли, и ја ќе го слупав, се ќе ги зедав. Ќе зев еден пасник без сланина, ја после ќе зев и гулаш, ќе зев и ми рекол кисело ќе направиш дробец, разбираш, а зедно јадев и тој. Добро. Не сакаш пари, не сакаш. Соработал ке многу предузимачи, знаеш, во Белград. Ама многу наши луѓе имаше без работа од цела нашите иде. Ја во теја време, разбираш ти, зедав на Вересија, Манојло Блажевиќ,
ми подпиша таму ке еден Станчуловиќ, што имаше граѓа, и купив скелија ја. И без алати не можевме да работаме, да влеземе в работа, сите. И купив скелиња и со скелињата одевме да работаме. Тоа време има по 50 души има работа со мене. Ја скелињата заработев, а тие што заработе делевме, разумеш, со сите луѓе. На сите луѓе имам плаштано поштено, разумеш, према нихове способности. Кај Димиќа су работеле ние и пред тога куќи му ме пренал во Закумска улица, во булевар Револуција, после префрлив тука, Космојска улица. Мои скелиња беа, моje све. И во теја време јас члан синдиката су влезен 28 година, као члан синдиката. И ајде, после кроз мене као активан, разумеш ја, и као се боре за работнициве, се боре, да и дава работа, да им најде, разумеш, и да и клада работет. Многу беше тога луѓе без работа, немаше ни јадење да јадат, разумеш, камо ли да пуштат дома. Во теја време и ме кладве после, бев члан управни одбора 36 година. Кога беа големите штрајкови, кога се преја, разумеш, 300 луѓе, 300.000 луѓе, граѓевинци, штрајковме по Белград. Тога се правме со џандарите и за све, и борба водевме голема со ними. И така се заврши штрајковите и имавме колективни уговор преку синдикат, разумеш, некој не измамје, не ни дадве по погодбата, некој работавме и кога се праше скупштина, џипсарски работе во скупштина, таму ја дежурав кој ќе влезе тоа овие штрајбехери, да се бија со ними, виеш неколку другари. Водевме борба голема, седавме 6 месеци без работа, скоро цело лето, кога се праше скупштина. И така, кога дојде, разумеш ти, да преговарат уште Хитлер со нашава влада овде, чувме ние дека имавме ние координација со комунисти кои иде ке нас ни даде сообштение да што се прави, разумеш ти, да наши веќе одат, ќе врзат уговор со Хитлера да леземе во тројни пакт. Ние сите противници бевме. Како са мој така нешто да биде, разумеш ти. А Хитлер имаше во теја време поробено 12 држави во Европа, разумеш ти. Само ние останавме. Не бевме ангажовани со ними. Ние бевме противници. Еш 25 март, 2-3 дана ранije во синдикат ние се договоривме да мораме да излеземе во демонстрации, да демонстрираме. Ово вака не се мој да остави. И така ја им кажав и на другарите, ја ќе одам да купа платно и купив платно и однесов дома, ке станував, разумеш, и ја дадов на една жена, ја даде ми стате на Шнајдерка, ми прави една ми кошур. Ја ќе ми праша тај кошур, ми гашки. И однесов платново ја и таа ми соши платново. И кога дојде, разумеш ти, договорот со синдикатот, ја им кажав на синдикатите, на другарите, да ја имам порачано застава, имам купено платно и ќе ојме со платново, со заставава, ќе ојме да демонстрираме. И тие ми одобре. И така кренавме од улица Немањина, разумеш ти, и отјовме булевар Револуција горе, више Липов влада, таму се станавме и се збрае народот и кренавме од озгора да ојме да демонстрираме скроз. Од озгора почнавме да кренавме, разумеш, со викање народ многу. Излезе овој мотоциклиста Миливоја, овој. Разумеш, со мотоциклиста и негов кум еден овде што беше, и го питва него, реков, бре, да се кача, ја реков, тоа ставала. Пошто беше да ставала со мене в браце, и тој ме пушти мене да се кача. Јас се качив на мотоциклава, тој другар го слезе. И така кренавме од озгора, под булевар Револуција, надолу, со демонстрирање, народ беше многу.
напати преку пута факултет технички, еден капетан тука не заустави и се качи на бандерата и ни држа говор. И кога заврши тој говор, кренавме пак со викање боле рат него пакт, боле гроб него роб. То викавме сите, разумеш ти. Не само ја што викав, ја бев главни, пошто бевме повисоко од сите тука. И така одевме све до Теразија. На Теразија се станавме и таму државме говор и тога сме сликани. Ја не знам кој не слика нас. Во тоа време, разумеш ти, те противевме и одма нам Хитлер ме нападна. И кога почна да бомбардува Хитлер на нас, ние бевме сите на работа, беше ден неделя, како сега памета. И една жена преку пута ни почна да викат: луѓе, Хитлер на напao, бомбардување, бежите. Кога се пуливме ние горе, штуките идат, пребавајќи и лом пред. Ја им викам на водите: бегајте сега, кој го знајте, па ќе се најме како завршите. А имав пари за да им плащам, имам взем од газдава. И тие сите се разбега, разумеш, и јас се разбегав. Ќе ода према станици, брат ми беше Божин да ојде на вежба, имаше позив, а имав и ја позив, разумеш. И тоа да го барам него по Народен фронт, като видим штуките, една штука летна, дојде, се пушти и пушти една бомба и покрај Отел парк, разумеш ти, во травата падна бомбата и од ветрот мене ме бувна, не експлодира. Ето, су имал тако да остана жив. Денес Јаков ги минува мирно своите пенсионерски денови, дружејќи се со присетот за многу настани од неговиот бурен и макотрпен печалбарски живот. Во својот двособен стан, со неговата животна сопатничка Вера, многу пати во денот ги разгледуваат фотографиите што го карактеризираат неговиот живот. Само по некој пат ке зацвони звончето и ке дојдат новинари. Се интересираат да им прикажувам за 27 мартовските настани, вели Јаков. За оваа фотографија и за тоа дека јас сум на неа насликан, разбрав некаде по војната, скоро 1981 година, и тоа сосема случајно. Ја продолжува својата приказна сега веќе 80 годишниот Јаков Дузлевски. Ова сликава излезе после ратов, кога се даваше ратов, овие беа закопани. Овој што немаше сликано, имаше земји закопано во некоја куќа и после ослободење е истај надвор и дојде у јавност. Тогаш не интизнев ја, разумеш ти, не видов на сликава еден другар подполковник из Лабуништа, Марко се викат, тој ми рече: Јаковче, ти си онаму, оди појди да видиш, разумеш ти, во Нин. Нин има тоа изјавено. И ја појдов во Нин и им кажува дека су ја тука. И дојде ке мене еден репортер
И ме слика и мене, и жена ми дома, и во таа слика излезе конкретно и сите што сараđivали со мене, сите се во тој ним, разумеш, напишани. Ја не сум знал да некој не сликал, разумеш. Рогит бил некој, разумеш, после го научивме, после ратот завршена. Го научивме да тој Рогит. Ја ке него сум бил поќапати, имам опитвано, и тој има кажано, да, јас сум бил се сликал тоа време, дојде да испитам и таа жената што си била заставата и најдовме жива. И ке неја бите. И таа им каже, така е, било вистина така. Јас сум им правил заставата, ја ја сашив и кога ја беше готова му ја дадов Ете, тоа беше кусата приказна на Јаков, што се најде во оние далечни и незаборавни мартовски утра на фотографијата со моторот број 270.